Пред завршувањето на првата смена, учениците и професорите од Средното економско училиште во Гостивар, кои во петокот побараа помош на гостиварските и скопските клиники поради солзење на очите и тешкотии со дишењето, денеска го искажаа својот револт поради, како што велат, нереалните анализи и нереалното известување на одредени медиуми. Ние вработените на СЕОУ Гостивар реагираме на изјавата од страна на институциите на судската медицина и другите компетентни органи, медиуми и други, кои дадоа непотполни изјави во врска со несаканите настани со труењето на учениците. И вработените во училиштето им дадоа повод на некој медиум да шпекулират и да дезинформират дека случувањата во училиштето се симулации, лажно труење и актерство. Затоа ние реагираме оштро на таквите изјави и со одговорно изјавуваме за случувањата со кои беа зафатени десетици ученици, професори и други вработени кои побараа помош во медицинскиот центар во Гостивар и Скопје. Се соочија со симптоми. Тие симптоми беа кашлање, солзење, болки во главата и отежнато дишење. Бараме овој случај да се разветли до крај со позитивен епилог. Истовремено бараме од сите медиуми објективно и професионално да известува за случајот. Според анализите на токсикологија, нема никакви знаци на труење кај учениците и професорите што пред 5 дена побараа лекарска помош. Од МВР велат дека последниот збор ќе го има јавниот обвинител од Гостивар, кој треба да одлучи дали ќе има дополнително истражување за да се расветли случајот. Јавниот обвинител и натаму ги чека официјалните извештаи од институциите кои ги правеа анализите и вршеа увид.